Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги пратеници, заменик министер. Ова е еден, би рекол, од клучните амандмани кои што го поднесовме како пратеничка група на СДСМ и на коалицијата. И мислам дека ова е една од најважните теми која што најавивме дека треба да биде во собранието во изминатиот период, меѓутоа и со промената на буџетот, односно со ребалансот на буџетот, и навистина очекував дека министерот за финансии ќе биде тука и ќе разговараме поднос на оваа тема, имено за што станува збор. Вие знаете дека сите ние уствари знаеме дека она што се случи во Кочани, огромната трагедија, 62 загинати, над 250 повредени со трајни последици и така натаму, е нешто што секој еден граѓанин на државата не измести практично од колосек, и токму од тој аспект предлагаме со измената на буџетот да се утврдат финансиски средства за финансиска поддршка на семејствата на загинатите и на повредените, а тоа е практично продолжение во однос на она што го направивме како пратеничка група и зашто баравме поддршка од сите пратеници во собранието, а тоа е носењето на законот за помош на настраданите и повредените во дискотеката Пулс во Кочани. И по самиот закон, кој што се уште не помина на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, очекувам дека тоа нешто ќе се случи и дека нема да биде блокирано, заради тоа што навистина мислам дека овде не треба да имаме разлики, не треба да имаме, не би рекол политика, политиканство помеѓу владеачките партии и опозицијата и така натаму, туку ова е тема на која што ние би можеле да покажеме и солидарност и единство, сите заеднички да им покажеме на луѓето во Кочани и во државата генерално дека има на кого да се потпрат, дека институции се тука и дека заеднички можеме да направиме многу повеќе од тоа што можеби очекуваат од сите нас. Се работи за финански средства во висина од 934 милиони 340 илјади денари, во која што се офатени финансискиот надомест за секое загинато лице и финансиската поддршка која што треба да имаат повредените лица зависно од утврдувањето на степенот на инвалидност, и на тој начин да им помогнеме практично да можат да се остварат сите тие функции и позиции кои што се предложени во самото законско решение. Мислам дека ова е амандман за кој што вреди и да се размисли и да се прифати и да се поддржи, затоа што декларацијата од сите нас дека нема поважен момент од овој момент кој што сега ни се случува и дека нема поважно нешто тоа што треба да го направиме сега и веднаш во однос на сите останати прашања и проблеми кои што ги имаме, мислам дека заслужува едно сериозно внимание. И од тој аспект повикувам да сите, прво министерот односно заменикот министер за финансии тоа да го направи, а доколку не прифати, тука се колегите пратеници, заеднички да го прифатиме овој амандман, и ние како пратеничка група сме подготвени сите останати амандмани да ги повлечеме ако овој амандман биде повлечен, односно прифатен, и на тој начин да преминеме кон изгласувањето на ребалансот на буџетот. Затоа што ако кажуваме дека нема поважна работа, тогаш ниту едно патче, ниту една канализација, ниту едно вработување, ниту било што во државата нема поважно од тоа да го направиме за Кочани и за она што се случи во изминатиот период. Благодарам.